Добар ден, почитувани гледачи. Добродојавте во уште една емисија Лилма. Денес сакам да ве запознам со една билка која што е кај нас, значи е пред се увезена, за една билка која што доста се употребува, една билка која што ни е напиток во секојдневниот живот, но дали знаевте за незината лековитост и колку е таа всушност корисна? Денес зборуваме за зелениот чај, или уште позната под латинскиот назив како Камелија синенсис. Значи, зелениот чај како и црниот чај се пред се билки кои што, како што реков, ги користиме секојдневно. Може би се дел од нашиот живот, но ги користиме баш буквално како напиток за уживање, но пред се денес сакав да ме запознам со нивната лековитост. Значи, како и црниот чај, овој зелениот чај е пред се билка која што е употребувана со илјадници години пред се во кинеската народна медицина, значи доста древна билка. Билка која што е повеќе од 4000 години употребувана. Билка која што е секојдневен напиток баш буквално во Кина и која што се користи многу. Кај нас значи се увезува, не се одгледува и е нешто подоцна донесена во Европа. Пред се оваа билка, значи во незиниот хемиски состав содржи кофеин, кој што може да биде замена значи за кафе, сите оние кои што не можат да пијат кафе, кои што имаат проблеми со кафето, но сепак сакаат нешто за пробудување, зелениот чај е доста добар да го користите како замена за истото, бидејќи како што реков содржи кофеин, но во неговиот значи хемиски состав содржи полифеноли, содржи витамин С, витамин А, потоа содржи флавоноиди и слично. Станува збор за една билка која што е антивоспалителна, станува збор за билка која што е антиоксидативна, значи има доста јаки антиоксиданси, а благодарение на антиоксидансите, односно самите флавоноиди кои што се во составот, делуваат на подобрувањето на работата на срцето. Значи пред се оваа билка која што може да се користи за најразлични заболувања на срцето, како што е заекнување на срцевиот мускул, после инфаркт, за прединфарктни состојби, за подобрување на самата работа на срцето, значи бидејќи делува на самата циркулација, односно делува на подобрувањето на циркулацијата во целиот организам. Покрај тоа, значи, што ги содржи самите антиоксиданси, значи самата билка делува антивоспалително, односно ги намалува најразличните воспаленија во организмот. При тоа сите кои што имате најразлични болки, најразлични воспалителни процеси, како што се кашлица, како што се горни и долни инфекции, односно на дишните патишта, потоа кај уринарен тракт, односно инфекции на уринарниот тракт и најразлични воспалителни процеси во телото, ова е билка која што можете да ја употребувате кај истите. Бидејќи делува на чистење на крвта, односно ги вади сите токсини од самата крв, значи оваа билка исто така делува на намалувањето на холестеролот и триглицеридите, со тоа што всушност, како што реков, ја чисти крвта, со тоа всушност го чисти црниот дроб, па затоа доколку имате и замастување во црниот дроб, значи оваа билка доста ќе ви помогне и кај овие заболувања. Доста научни истражувања значи се правеле во Кина, кај луѓето кои што секојдневно пијат по 2 шоли на ден зелен чај, и всушност приметиле дека кај нив густината на коските била подцврста и нивните заби биле подцврсти, со тоа што всушност фармацијата го потврди лековитиот состав, односно лековитото дејство на зелениот чај, дека помага всушност при најразлични проблеми со коските, односно за подобрување на густината на коските, односно кај остеопороза и секако за зацврстувањето на забите, односно за подобрувањето секако и на изгледот на забите, но и самото здравје на забите и на устата. Секако значи делува исто така ја штити кожата. Ја штити кожата од најразлични воспалителни процеси, како што реков, а со тоа всушност го подобрува изгледот на кожата, го намалува старењето, бидејќи како што реков содржи доста јаки антиоксиданси, па затоа го намалува процесот на старењето. И секако доста испитувања покажале дека оваа билка е една антиканцерогенна билка, односно делува на пред се заштита од онколошки заболувања, па затоа сите кои што имате
предиспозиции во вашите фамилии за најразлични онколошки заболувања, односно ракови заболувања, би требало да го конзумирате зелениот чај чисто превентивно, но и секако кои оние кои што се веќе со настапени онколошки заболувања, би требало да користат оваа билка во оспорувањето на самата болест, односно и подобрувањето на вашата состојба. Помага исто така и при артеросклероза, бидејќи, како што реков, ги чисти темелно крвните садови и го подобрува еластичноста на ѕидовите. Потоа, помага при здравјето на срцето, на целиот кардиоваскуларен систем, помага при подобрувањето на варењето на храната, значи подобрува цревната флора, помага при забрзување на метаболизмот, а со тоа всушност делува и диуретично, значи има диуретичен ефект, односно делува на вадењето на вишокот на вода од самиот организам, пошто се поттикнува процесот на слабење, односно вадењето на самата таа вода која што не нашла излеза да испане. Па затоа сите кои што и на тој начин всушност делува баш буквално зелениот чај, бидејќи верувам дека на сите ви е познато дејството негово дека се користи за слабење, да, но тоа не е баш буквално согорување на мастите и слично, кое што се поттикнува со кардиотрчање и слично. Ова ќе ви биде плюс од помош на самата диета која што имате или самата физичка активност, за да може вишокот на вода да се исфрли, да изгледате подобро и на тој начин всушност да се ослободите од килограмите, секако напорено со физичка активност. Кај луѓето кои што имаат проблеми со висок крвен притисок, треба да ја конзумираат, бидејќи делува на намалување на истиот, и секако оние кои што имаат честа поспаност, кои што имаат проблеми со чест умор, би требало да употребуваат оваа билка, бидејќи содржи кофеин, како што реков, а кофеинот делува на едноставно пробудување на самото тело. Како се припрема чај? Пред да напоменам, значи, за на кој начин треба да се користи оваа билка, морам да напоменам дека оваа билка треба да набавите како рефус, значи баш буквално како овде, да не биде во филтер, бидејќи филтерот не е корисен, односно не треба да се користи, доста штетен и не е квалитетен. Секако, значи, барајте како рефус и на тој начин користете. Чајот се припрема така што се земаат една супена лажица зелен чај, се попарува со 500 мл зовриена вода. Стои поклопено 30 на минути, се процедува, се дели ова смеса на два дела, еден дел се пие наутро, еден дел се пие навечер, половина час пред вечера, или евентуално доколку имате проблеми со кофеинот кој што делува на пореметувањето на спиењето, односно ќе ве држи будни, гледате негде една шолјена сабале, една шолјена поручек да испиете во размак од 6 часа да ви биде. На тој начин се припрема чајот. Потоа, можете да комбинирате оваа билка со маточина, со која што ќе го користите овој чај, односно овој лек за здраво срце, односно за подобрувањето на работата на срцето, за екнување на срцето и слично. Во комбинација со силимарин или во комбинација со магарешки трн може да се користи за чистење на крвта, може да се користи при лош холестерол, може да се користи при триглицериди и слично, или пак евентуално да ја комбинирате со коприва, кое што може да се постигне истиот ефект, односно на чистење на крвта, артеросклероза и слично. Верувам дека после оваа емисија се запознавте со лековитоста на зелениот чај, пред се знаете што пиете и за што се користи. Оваа билка е доста добра за имунолошкиот систем, значи за подигање на имунитетот. Доста бенефити има оваа билка, има уште многу да се зборува за оваа билка, но ова е најважното кое што сакав да ви го доловам. Ви благодарам, почитувани гледачи, што бевте дел од оваа емисија. Ви посакувам да бидете во добро здравје и се гледаме во наредна емисија. Поздрав!